Појавата на новиот сој на коронавирусот Омикрон донесе со себе и многу прашања. Како ќе влијае врз пандемијата и како ќе биде нејзиниот тек? И дали досегашните вакцини ќе влијаат врз новиот сој? На овие прашања, но и на други, повеќе одговори ќе добиеме од доктор Илчо Евковски, специјалист по медицина на трудот во приватната здравствена установа Медика Центре во Тетово. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Најпрвен да дознаеме нешто повеќе за Омикронот. Што досега се знае и кога би очекувале повеќе информации? Она што сега го имаме се првични информации кои што доаѓаат главно од Јужна Африка, но полека се отвара и светот со другите центри од каде што доаѓаат информациите. Полека призна светот дека Омикрон се наоѓа во другите 57, ако не грешам до сега, земји, не е само Јужна Африка. Така да ќе добиеме во следниве недели доволно информации, но треба да бидеме стрпливи и да почекаме да имаме точни, конзистентни, цврсти докази кои што би ги представиле на јавноста. За сега се тоа првични податоци кои што укажуваат дека има поголема преносливост, дека полесно се пренесува меѓу луѓето, дека е на некој начин избегната заштитата од вакцините и од прележаноста, но тоа ништо не значи во овие мали студии. Сепак Јужна Африка е земја која што има млада популација и треба да бидеме свесни околу кои ефекти ќе ги даде SARS-CoV-2 во млада популација и во постара популација. Така да Европа ќе мора да го следи со будност сето што се случува, а дополнително ќе мора и да се направи доволно количина на материјал кој што ќе може да се испитува понатаму лабораториски, односно да се докажат сите овие работи првично во лабораторија, а потоа да се следи и низ народот. Од она што досега се знае, нели, во сите бранови на пандемијата, во првиот беа на удар старите лица, потоа беа младите. Омикронот кого напаѓа, кој на удар и какви симптоми од она досега што се знае, како што кажа? Омикрон, како и сите други варијанти на SARS-CoV-2, ги напаѓа луѓето кои што се изложени на вирусот. Оние кои што имаат контакт со извор на вирусот, односно со заболен човек. Какви симптоми ќе ги даде во иднина, дали тоа ќе значи некаков промена тек на пандемијата, сепак се многу е рано, многу е краток тој период, за да може да дадеме точни податоци како ќе се одвива, но треба да бидеме будни, треба да бидеме строги кон науката, кон доказите, да не оставаме на невистини, на лаги да се шират низ народот, дека тоа е полесен вирус, дека тоа е вирус кој што ќе ја заврши пандемијата, варијанта која што ќе ја заврши SARS-CoV-2 пандемијата, така да се стрпиме уште 2-3 недели би препорачал на сите, а до тогаш да бидеме изразито опрезни кон заразувањето и кон болеста COVID-19. Што велат досегашните студии, дали вакцините кои што веќе постојат ќе имаат ефект на овој вирус или ќе треба да се модифицираат, да се надградат? Видете, кога го говориме за Омикрон веќе има две подваријанти, BA1 и BA2, која што една од варијантите за сега, од она што го имаме податок од Јужна Африка само, е дека ги избегнува првичните неутрализирачки антитела кои што се создадени. Ги избегнува, но не целосно. Да не се заборави и тој момент, дека сепак вакцините се уште добро штитат и против Омикрон. Она што го гледаме и она што го знаеме е дека вакцините не штитат од заразување. Всушност, вие може да се заразите и со Делта, и со Алфа, и со дивиот сој дури може да се зарази човек, но тоа не го знаеме сигурно, но за други ве знаеме бидејќи се присутни. Вакцините, откако се појавија, сите знаат дека тие штитат од тешка форма на болест и од смрт COVID-19. Односно ги намалуваат ризиците. Дали тоа ќе биде и со Омикрон, се надеваме дека ќе биде сигурно така, бидејќи Делта и Алфа дадоа одличен респонд кон она што значи заштита од тешка болест, односно појава на вториот ефект од вакцините, тоа е касно имунитетско решавање на проблемите во нашиот организам со SARS-CoV-2, а те клетките и Б клетките се активни и вршат се уште добра заштита, тоа се гледа и по бројките, дури каде што е присутен и друг сој и друга варијанта, не само Омикрон или Делта.
Така, омикронот веќе е регистриран нели во повеќе земји, ке нас официјално се уште не е. Како да се заштитиме, кои мерки треба да ги преземат здравствените власти, дали затворање на граници по примерот на некои земји? Не, затварањето на граници нема да има смисла никаква. Би требало да се подобри детекцијата и строгоста на границата, она првична бариера, она првична заштита кон нас. Луѓето кои што доаѓаат би требало да имаат вакциниран статус или да имаат ПСР негативен или брз тест на граница, а последователно би препорачал да се даде кон оние земји од каде што пристигнуваат патниците, без разлика дали е омикрон или друга варијанта, некоја присатна која што сме ја немале на македонското тло, да земат да бидат во некаков карантин. Карантинот за сега би можел да биде и 4 до 7 денови, со тоа што негативен ПСР би бил излез од овој карантин. Така, и веќе речиси 2 години сме во пандемија и како ќе влијае појавава на новиот сој, кој што нели научниците велат дека има многу мутации? Како ќе влијае? Со нови заразувања ќе влијае кон луѓето. Значи тој ќе заразува секако, доколку пристигне нормално, доколку не други варијанти некои ќе заразуваат, додека се формира некој колективен имунитет и врз него. Ние имавме колективен создавање кон дивиот сој, кон алфа, кон делта, сега сме кон многу веројатно кон омикрон. Она кое што не го разбравме цела пандемија е како да се заштитиме од овој вирус, без разлика во која и да е варијација. Дали тоа ќе биде делта плюс, дали делта, дали омикрон, сите не штити она што го знаеме до сега, тоа е маската, дистанцата и вентилирање на просторот, односно добар, чист воздух во просторијата каде што дишите, незагаден и без присуство на вируси во аеросолите во воздухот. Така, вакцинацијата како еден од начините да се заврши да. Пандемијата, како што нарекуваат здравствените власти, меѓутоа во нашата земја тоа некако како да оди многу бавно, затоа што еве речиси 40% од населението е вакцинирано. Каков ефект има нискиот процент на вакцинација и како да се поттикнат граѓаните да ја знаат важноста на вакцинацијата? Ако ја загледаме целата земјина топка и земјите по светот со нивниот процент на вакцинација, Македонија е, да речеме, во некоја добра позиција сепак спрема она што сме вакцинирани. Во Африка имате 3% вакцинираност на целиот континент, а Јужна Афричката земја има некаде околу 47%, ако не се лажам, вакцинирано население. Така да бројките може да ги споредуваме со другите, може да ги знаеме, но треба да сме свесни дека вакцинацијата нема да го реши проблемот со пандемијата. Вакцинацијата е само уште една алатка која што нас ни помага да се заштитиме од вирусот. Вирусот со вакцинацијата ќе продолжи да циркулира. Како што кажавме, вакцината не штити од пренос, туку штити од тешка болест. Така да вакцината нема да ја реши оваа пандемија, упорно тоа го кажуваме, упорно сугерираме дека таа е само дополнителна алатка, а другото дека треба да се преземе, како не би дошло до заразување првично. Ние може сите да се вакцинираме, но сите може да се заразиме секако и со вакцините. Така да не ја гледам поентата во толку насока на вакцинација, колку што заштита од заразување. А тоа нешто се знае. Како што кажавме до сега, квалитетна соодветна маска за употреба во затворени простори, каде што дишете, споделувате воздух со други лица, како јас и вие во моментов. Така. Тоа е и законски, нели, дека во затворени простории треба да се носи маска, нели, дел од мерките се сертификат за влез во угостителски објект, трговски објекти. Меѓутоа, колку кај нас тоа се почитува? Искрено гледам многу лица кои што се појавуваат, кои што се оплакуваат од овие мерки, но тие мерки треба да ги разбереме дека се заштитни мерки за сите нас. Дали тоа нешто ќе се почитува од народот и колку ќе се почитува воопшто сите мерки, колку ќе се почитуваат, е првично од оние кои што го носат тоа нешто како законско решение, како некаков добробит за општеството, а за жал тоа нешто не го гледаме од политичарите, оние кои што се креативци на здравствените политики во Македонија. За жал
Не гледаме добри слики во јавноста, на телевизиите, кое што кај човекот буди една несигурност, една лажна сигурност, дека ете како можат политичарите никој да не заболи, не носат маски, па зошто ние да носиме, зошто децата да носат маски, а не носат они. Тие прашања се некои кои што би требало културолошки и самото здравство да земе и самото здравствен сектор да земе, да се појави, да објасни доволно. Кампањата ја почна фино, но некако понатаму се заборавија работите, дали тоа си имаше улога и изборите и сите дејанија кои што се случија во овој минат период. Верувам дека треба многу повеќе да се направи околу јавно-здравствените политики, да земе да се едуцира народот, како би знаел што се штити во моментот и како се штити. Луѓето се уште наоколу имаат насекаде дезинфекциони средства, ги гледаме во сите домови, во сите локали, секаде се мијат рацете позачестено сега, но како што гледаме сите ги затвараат вратите, прозорците, ладен период е секако, климите работаат, дури и во некое време поназад, ако се вратиме, пак беше таква сликата, така да заразата си останува да си циркулира без да се заштитиме од неа. Што со оние кои што не сакаат да се вакцинираат воопшто? Тие што не сакаат да се вакцинираат си имаат свој личен избор. Тоа е личен избор. Вакцината е во моментот во Македонија по избор. Дали човек ќе се заштити дополнително или не, останува на него. Во земјава доволно е зборувано кој е бенефитот на вакцините, доволно е објаснето и секако дека се уште ќе мора да објаснуваме и за другите, но секако би го оставил човек да си има свој избор во ситуацијава. Се додека таа вакцина не е со висока заштита, се додека таа вакцина не штити од пренос, не гледам некоја логика и зашто повеќе би правеле околу тоа нешто. Човекот треба да е свесен, како што јас и вие во моментов носиме маска, така и секој треба да е свесен дека треба да се вакцинира, за да се заштити доколку е ризично лице од кое што може да почине од COVID-19 секако. Кога треба да се прими вакцина? Нели има лица кои што прележале корона и дали треба да се измерат антитела присуство пред вакцинација или не е задолжително? Не е задолжително. Ние не знаеме кое е нивото на антитела кое што вас ви бе заштитило доколку го имате во вашата крв присутно на тест покажано, нема да ни каже ништо понатаму, освен дека имате присуство на антитела. Која е количината и зашто тоа би го мереле, не разбирам искрено. Во моментов немаме таква база од каде што би трнале понатаму со разговорот. Дали треба секој да ја прими вакцината? Не треба секој да ја прими вакцината. Сулудо е да се размислува дека вакцините може да постигнат колективен имунитет, додека не е задолжителна вакцината. Кога би била таа задолжителна вакцина да мора 100% од населението да се вакцинира, тогаш да, има смисла такво нешто. За сега сме во таа позиција, ќе се потрудиме да дигнеме уште некој процент од това кое што сме сега. Не верувам дека ќе оди многу високо, а и мора да знаеме дека вакцините секако штитат одреден период. Тие нема да ве штитат цел живот од следните варијанти. Така. Се едно време ќе се појави варијанта која што, ако Омикрон сега во моментов го избегнува имунитетот поприлично, ќе се појави варијанта која што целосно ќе го избегнува нашиот имунитет. Така да вакцините ќе мора да ги следат појавата на варијантите како би можеле да се адаптираат вакцините кон новите варијанти. Се уште сме во некоја брза фаза на движење и добро е тоа нешто што е по светот. Добро е што научниците се посветија максимално на овој проблем да го решиме. И ние имаме за брзо време доста и вакцини и лекови на пазарот и знаеме, веќе имаме познавања кои јавноздравствени мерки не штитат, а кои не, така да треба да се искористи тој цел пакет на мерки кои што можеме да ги искористиме да ја сузбиеме оваа пандемија. Кој треба да прими трета доза и дали ќе се оди на четврта и така натаму? Па како што трнало, секако дека ќе се оди и на четврта и на петта, но треба да знаеме дека оваа вакцина е наменета за оние кои што се ризична група и четврта и петта и
6 и понатаму. Секако дека ризичната група треба да се од COVID-19 треба да се вакцинираат. Тоа се оние стари и болни лица кои што многу пати до сега сме ги кажале. Старите над 65 години и хронично болните лица со посебни болести кои што беа назначени до сега многу пати треба да се вакцинираат подитно со трета доза, доколку имаат поминато 3 до 6 месеци во зависност од која вакцина имаат претходно ставено и зависно од нивните години секако и состојба на здравствена состојба на човекот. Би требало да се консултираат сите со своите матични лекари дали имаат потреба од трета бустер доза, односно трета доза ја назначува секако лекарот кој што работи со тие пациенти. Така. Во нашата земја имаше предлог нели да се вакцинираат задолжително сите административци работници. Вие на Facebook напишавте дека сте против примената на општо правило за вакцинација на сите работници. Зошто го напишавте тоа и како го објаснувате? Па тоа го објаснувам со моментот дека немаме сите иста заштита на работното место. Едно е вие да сте во студиото тука со мене, друго е да сте надвор. Така да вашата заштита и тука и надвор е различна. Кога излегувате на дожд, вие носите чадор со вас. Кога седите внатре, не носите чадор, тоа е заштита. Дали секој има потреба од чадор, оној кој што седи внатре или надвор, значи тука е целата логика. Работниците си имаат своји работнички права, но ние имаме и работнички должности, а секако и работодавачите во земјава треба да се сообразуваат, да се однесуваат согласно законите во Македонија. Во Македонија законот за безбедност и здравје пред работа предвидува при секоја нова појава на некаков агент кој што може да ви наштети на вашето здравје, да се изработи нова обнова на проценката на работното место за дадениот работник. Согласно таа проценка, доколку имате биолошка изложеност на SARS-CoV-2, таму ќе бидат наведени мерките од страна на инженерот и од страна на медицина на труд специјалистот, кој што ќе ве заштитат вас во иднина на вашето работно место. Но пред се, таму се други мерки кои што се превземаат, како елиминација, субституција, административни, инженерски мерки, лична заштитна опрема, па дури тогаш доаѓаме, откако се исполниле сите овие мерки, да може да ви наложиме да примите вакцина за дополнителна заштита. Тоа велиме дека е дополнителна заштитна мерка во системот на безбедност и здравје при работа. Ние и до сега вакцинираме медицински лица против хепатит Б, против инфлуенца, луѓе кои што заминуваат на работа во странство, во други простори. Ние сега ги вакцинираме тие лица со дополнителна заштита. Тоа е дополнителната заштита, но ние мора да ги превземеме сите претходни чекори за да може да го заштитиме лицето на работното место. Некако не се свати ова сериозно во општеството и некако го избегнуваат работодавачите и воопшто државата. Тоа може да се види преку маските кои што се уште ги даваме како насока да се носат. Ние немаме како подруго. Децата во училиштата, например, сега има некоја, гледам, за мене многу нејасна зашто тоа нешто после 2 години луѓето не сваќаат дека маската штити, па бараат од децата да не ги носат во училиште. Разговараат како тоа во другите држави не е така. Да, но другите држави имаат средено вентилација и филтрација на воздухот во самите училишта. Нашите училишта кои што се од Југославија време, кои што немаат сем природна вентилација, никаква друга вентилација, а камоли филтрација на воздухот. Ако го трнете на тие деца во тие училишта, ако ги трнете и овие заштитни мерки, можам само да предпоставам колку високи би биле овие бројки кај нас. Така да ќе си играме некоја игра, да политичарите мора да разберат дека еднаш мора да се прифати ова нешто, каде е вирусот, каде се шири вирусот, како може да се заштитиме од вирусот и со кои мерки. Во самите работни простори, работодавачите би им предложил да си направат проценки, да си обноват проценки и согласно тие проценки да дадат насоки на работниците како да се заштитат на работното место. А вакцинацијата да се ја остават се уште на личен избор, бидејќи таа не може да биде задолжителна се уште за некој работник од било која бранша. Кои се предвидувањата? Кога ќе заврши пандемијата? Кога се појави на почетокот вика на лето, во јуни ќе заврши, меѓутоа е втора година се бориме со вирусот.
Па не знам, јас од старт се обидувам да укажам на тоа дека се минимизира на вистина колкава е проблематиката во светот со SARS-CoV-2 и дека тој вирус нема да замине толку брзо колку што сите посакуваат. Кога зборуваме за пандемии, не знам една пандемија која што завршила така брзо. Оттаму ги влечам и моите одговори кога разговараме на оваа тема, до каде би значело ова нешто крај, да дојде некаков крај на пандемијата. Мислам дека ќе се помачиме уште некое време. Вирусот, како што е поставен светот, многу лошо е поставен светот во заштитата. Вирусот се шири, штом се шири наоколу, тој може да мутира и да еволуира. Штом еволуира, тој ќе дојде до нова фаза каде што ќе создаде нов сезонски бран. Ќе бидеме на милост, сме оставени се уште на милост на вирусот, да самиот легне и да заврши со такви фатални последици по нас, а веројатно тоа ќе заврши кога ќе заврши вирусната селекција. Вирусот во овој момент ги бира оние луѓе кои што сака да ги нападне и кадеш може да направи проблем. Кога ќе заврши својата селекција и испоумре доволно народни светот, ние би требало да излеземе од некоја пандемија, но тоа не е начин, не е никако начин за мене да оставиме толку многу народ да биде на удар на COVID-19, било во болниците хоспитализации, било смртноста, било последиците после COVID-19. Ние не сме се уште свесни дека имаме страшен проблем од пост-ковид компликации. Луѓето не умираат на 3-6 месец по заразувањето, по прележувањето на болеста. Имаат страшни податоци кои што се појавуваат за мозочни удари, за срцеви удари. Некако треба да се обрати внимание никој од нас да не се зарази со овој вирус, бидејќи се уште проблематиката и понатаму ќе стои од прележувањето, не е само да го прележите овој вирус. Така. И за крај еден совет до гледачите со оглед на тоа дека ни престојат новогодишни и божични празници, пред новогодишни забави кои што пред пандемијата ги имавме, меѓутоа сега некако се опуштивме, дали тие ќе ја влошат состојбата или кој е вашето мислење и вашиот совет? Влошувањето на состојбата најверојатно ќе се случи. Најверојатно ќе се случи, сега ова не е ништо со сигурност, треба не да дојде лице кое што има таков вирус со него и да го пренесе во низ заедницата, доколку тоа лице се изолира дома навремено, доколку тоа лице во карантин, како што кажавме, можеби нема да дозволи да се прошири вирусот низ заедницата. Би им советувал на сите да си имаат обзир со кого се на маса, каде се, во која просторија се дружат, со колку луѓе се дружат. Да знаат кој е вакциниран во нивното семејство, кој е околу нив, кој што би можел да има проблеми и покрај вакцинација или невакцинирано лице, постаро лице во својот дом, да ги ограничат контактите. Ова е контактна болест, се шири преку контакти со луѓето, преку зборување, преку пеење, преку викање, преку дишење на воздухот со соговорникот. Би препорачал да имаат увид кој доаѓа и кој излегува од нивниот дом и доколку тоа лице било изложено на некоја можна зараза, да го избегнат тој контакт во следните неколку денови, како би можеле да намалат веројатноста дека таа зараза ќе се пренесе и во нивниот дом. Сепак треба да имаме осет спрема постарите и болните лица, повторно од почетокот на пандемијата тоа го зборуваме и сега. Помладите секако дека ќе се дружат и понатаму, тие се дружат и сега во моментот и цела пандемија се дружат и не гледаме некој голем скок во младата популација. Но истата таа млада популација се прибира во касните часови дома и ја пренесува заразата понатаму. Така да и дома доколку имате младо лице кое што шета по кафичи и по дискотеки, бидете предпазливи понатаму во следните денови. Не го изложувајте некој кој што би можел да почине од COVID-19 на ова лице да биде во блиска средба барем. Ви благодарам многу на разговорот. Ви благодарам и на вас на поканата.